German. I'm here for the first time, but I have been in Yugoslavia for several times at the Insel Kirk and Dubrovnik and Plitvice, Postojna, but not here. I like it very much. I like the weather. I like the place here, and I should like to return. My name is Paul Sledam, and I'm from Denmark, and I'm here for the first time like my wife. But I like it very much too, especially the lake and the sunshine. Quhem Shërete Ganiu, jam mësuese pranë shkollës fillore Liria në Shkup. Këtu jemi në pretarqe 11 ditë me 52 nxënës. Këtu na presin shumë mirë në pushimore, ushqim ka të mjaftueshëm. Në plazh dalim, me qenë se koha nuk është aq e mirë, por vetëm 2 ditë nuk kemi mund të dalim për shkak të shiut. E tani është koha shumë e mirë, dalim e rrezitemi, ma rrallë hymë në ujë, por mirë kalojmë. Od prilep sam se vikam Stojanovski Petre, a inače dojdem sam vo Krani, imam slušnata дека има добра плажа, дојден сум преку Партизанка во кампирањето, задоволен сум од многи работи, проблеми некои нема. Јас сум од Прилеп и се викам Петковска Оливера, дојдена сум на годишен одмор во Крани, летувалиштето ме бендисува, но временските услови не помагаат. Јас сум Димчо Рисовски од Прилеп, од Удински фабрика Партизан, дојдов како прв пат на 24 години, работно искуство, пак се благодарам на условиите. Туристичката населба Отешево, која е сместена на западниот брег на Преспанското езеро, на падините на Националниот парк Галичица, од 1982 година работи во составот на работна организација Преспатекс, текстилната фабрика во Ресен, како основна организација на здружен труд од комерцијален тип. Таја располага со вкупно 11 хотели и павилјони, со 500 лежаи во двокреветни соби. Покрај нив располага уште со автокамп со 250 камперски единици со 1000 кампери. Туристичката населба Отешево својот развоен пат во последниве години го обележа програмски, со тоа што таја покрај летниот туризам на брегот на западниот брег на Преспанското езеро развива зимски туризам на падините на Галичица со изградба на повеќе ски лифтови за користење на сезоната преку зима, ловен туризам со оградување на 4000 хектари ловен резерват за ситна и крупна дивеч и перната дивеч и здравствен туризам во еден дел од објектите во туристичката населба Отешево. Покрај овие смештени капацитети, покрај тоа што туристичката населба Отешево сака да не биде едностранчиво, да им пружи само летен одмор на гостите, како што наброев летен, зимски, ловен и здравствен туризам, таја располага и со повеќе спортски објекти во комплексот на туристичката населба Отешево. Располага со неколку тениски игралишта, со неколку табли за пинг-понг, располага со игралишта за мал фудбал и ракомет, одбојка, кошарка, мини-голф и други, а исто така набави и повеќе спортски објекти за спортување на вода. Така да туристичката населба Отешево поступно ја проширува својата дејност и се заокружува за да може да пружи што повеќе услуги на нашите ценети гости. Имено, нашиот гост да биде секогаш активно да го користи својот одмор и рекреативно. Првите почетоци со развојот на зимскиот туризам, уште од почетокот на месец јануари и февруари, користењето на изградените ски лифтови на планината Галичица, понатаму користењето на дел од објектите за развој на зимскиот туризам и користењето на ловниот резерват веќе вродија плод. Само за последните 5 месеци од
како Динава, имено почетокот на јунари со завршетокот на месец мај, а туристичкиот промет кај нас се зголеми за повеќе од 20%. А исто така, паралелно со тоа и финансовиот промет. Ова секако бележи една програмирана активност на туристичката населба Отешево и понатамошниот незин концепт за развој на комерцијалниот туризам на брегот на Преспанското езеро. Јас како што кажав дека ние не треба да имаме туристичка сезона, но и сепак доминира летната туристичка сезона. Ние извршиме сите подготовки за пречек на нашите ценети гости. Зашто? Затоа што имаме добар дел на гости кои што престуваат повеќе од 10 и 15 години, а добар дел на гости имаме кои што секидневно, односно секоја година се облаготува туристичката населба со нови посетители, со нови гости кои што се сместени во нашите хотелски објекти, со нови гости кои што се сместени во автокампот, зашто секако условите кои што ние им пружаме, квалитетот на услугите, квалитетот на храната и овие сите додатни активности за одмор и рекреација на гостите, нашите зборуваат зголемувањето на туристичкиот промет бар за првите 5 месеци дека е изнад 20% поголем од минатата година во истиот период. Пансион по лице кај нас во двукреветна соба во строгата сезона јули-август е 1450 динари. Полупансион е 1150 динари. Ноќевање со појадок е 850 динари. Или користењето на бунгалов во 4-креветен бунгалов со сите додатни активности, фрижидер, решок, уина, санитарен швор, душ со топла и ладна вода е 2000 динари. Трокреветен бунгалов е 1500 динари. А исто така и кампирањето е доста прикладно, да може нашиот човек со поплиток джеб, така да речам, да може да гостува, да може да користува одмор. Така, плац за користење шатори 80 динари, плац за користење приколка 120 динари. Кампирање на возраст е 60 динари, кампирање на деца до 10 години 40 динари, паркирање на кола 40 динари. Што се однесува до користењето на објектите, да кажам да овие 500 кревети во двособи, тие веќе се чувства дека се недостаточни. Но за нив предвидуваме како развојна можност да се изврши едно докомплектирање, едно реновирање, една обнова на интериерот и докомплектирање со потребен и најсовремени инвентар, а покрај нив тие се недостаточни и преземаме одредени мерки за изградба уште на еден нов објекат кој што ќе може не само да ја докомплектира нашата понуда, а исто така да може да прифатиме и што поголем број на странски гости, посебно од соседна Грција, Германија, Холандија и Белгија, за што постои уште доста голем интерес. Ние веќе во последно време се отвараме и почнеме да работиме со Норвешка, како земја која што еден од норвешките градови, посебно Елверун, веќе се повратиме со нашиот град Рес. Затоа сметаме да го докомплетираме објектот некаде да добие скоро 1000 лежаи во склопот на туристичката населба Отешево, зашто целокупната инфраструктура постои и немаме никакви проблеми во однос на зафаќањето на други обработливи површини како што тоа некаде се чини. Покрај тоа, ние преземаме одредени мерки до комплетирање на земскиот скијачки центар на планета Галишица, со докомплетирање на повеќе ски лифтови, со изградба и таму на еден објекат, за да може нормално нашите гости преку зима да бидат комплетно снабдени со напитоци, пијалоци и со топла храна. Сега тоа го чиниме, но сепак сметаме дека поудобно било ако таму се изгради уште еден објекат. Што се однесува до ловниот резерват, ние веќе преземаме одредени мерки да го тој докомплетираме со проширување, односно со пообогатување на дивечот кој што таму постои. Имено, вие знаете дека кај нас во ловниот резерват покрај тоа има доста срни, диви свињи, зајаци, елени, дел на муфлони преземаме мерки да офрлиме, имаме диви патки и друга дивеч кој што е интересна и корисна за да може да ги задоволиме нашите гости, имено страстните ловци. Што се однесува до развојот на здравниот туризам, ние заедно со Заводот за рехабилитација во Отешево преземаме одредени мерки да го тој докомплетираме и да може да работи преку цела година комплетно, имено со потребни гости и да пружиме доста, да ги нашите луѓе кои што имаат потреба да ги обогатиме, имено
да добијат свое здравје и во тој поглед се преземат од бедни мајки. Преспатурис е работна организација која постои повеќе од 40 години. Во нејзиниот состав има 16 единици кои обавуваат угостителски и туристички дејности. Акцентот е свртен кон туристичките активности и туристичките локалитети на Преспатурис. Туристичките локалитети на Преспатурис се наоѓаат на источниот брег на Преспанското езеро и тоа автокампот Крани од прва категорија и хотелот во Претор од Б категорија. Новини во предгодинашнава туристичка сезона се тоа што Преспатурис, незадоволна од поранешната работа со туристичките агенции, оваа година формира своја служба која се бави исклучиво со продажба на капацитети. Резултатите се многу подобри со тоа да Преспатурис оваа година има веќе резервации до 15 август. Цените во нашите туристички локалитети, наше мислење и исто мислење и на гостите, дека се доста поволни и тоа пансион се движи во двата локалитети, и во Крани и во Претор, 145.000 стари динари, а посебно интересно е да акцентот го имаме дадено на нашиот автокамп и имаме такви приступачни цени и на камперските услуги. За илустрација да ви кажам да плаза шатор, дневна локација е 80 динари, плаза приколка 120 динари, кампирање за возрастни дневно 60 динари, користење на касет фрижидери 50 динари, потоа имаме користење на електрична енергија 60 динари и ред други работи. За разлика од ланската година, оваа година континуитетот на припреми беше многу подобар, така да на време обезбедивме потребен персонал кој е еден голем проблем на Преспанската ривиера. Нарочито тука се работи за женскиот персонал. Други припреми кои ги призедовне се работи во врска со самопослугата, односно продавницата која е за трговска стока. До ланската година ја држеше Пелагонија фирма од Битола, а оваа година е својна на Преспатурис. Врските се доста добри, локалниот саобраќај е обезбеден, секој сат има локални линии од градот Ресен до кампот Крани и обратно, а има директни линии од Битола и од Прилеп директно до автокампот во Крани. Мислиме и сигурно сме припремени и тоа многу подобро од ланската година и тоа го потврдува и зацртаниот нов план кој очекуваме, иако е зацртан многу поголем со 40% од ланската година, али очекуваме ние да го надфрлиме 50%. На ниво на организација разговарано е и се прават крупни планови да во локалитетот Претор се направи еден депандан со 200 лежаи, а во локалитетот Крани се направат или исти стил или некој други стил на бунгалови. Исто така веќе имаме еден готов проект за во хотелот во Претор да се искористат подрумските простории каде ќе се направи бар.
денови во автокамп од Крани сместени се спортисти од Македонија. Размислување е на ниво на Македонија да Крани постане спортски центар, за тоа сите предуслови постојат, само треба сега наша добра волја и на Република. Хотелот Претор во Претор работи во склоп на угостителско-туристичката работна организација Преспа Турист од Ресен. Хотелот располага со 3 апартмани и вкупно 56 лежаи. Располага со ресторан од 250 седишта и тераса со од 300 седишта. Хотелот е од сезонски карактер и искористеноста во сезоната е 100%, а од време на време се организираат и ван сезона разни пријади и забави. Во склоп на хотелот работи автокамп кој прима до 100 камперски единици. Што се однася до цените за оваа година не се превисоки, така да пансионски услуги во сезоната во двукреветна соба изнесува 1450 динари по особа, за еднокреветна по 1900 динари, а додека полупансион во двукреветна соба изнесува 1150 динари, а еднокреветна 1500 динари. За изминатите години може да се каже дека беа успешни, бидејќи тоа е нов хотел и од година на година има се повеќе заинтересирани гости како од нашава република и од нашава земја, така и од странските земји. За оваа година сме комплетно спремни и чиниме напори гости да ги пречекаме поспремни и со кои веруваме дека ќе го исполниме нашиот план за оваа година. Одморалиштето Мите Богаевски се наоѓа во туристичката населба Претор. Објектот е изграден 1976 година, а исто отпочна со работа 1976 година. Работиме настава во природа, изведуваат деца од училиштето од Скопје. Исто така работиме летовање и зимовање. Летовањата се организираат во 5 смени, отпочнуваат од 15 јуни и завршуваме 31 август. Објектот располага со 420 легла. За организирање летовање во објектот Мите Богаевски, а исто и во другите објекти наши, тоест на работната организација Младост, Скопје, за доаѓање на летовалци се организира преку работната организација Младост, преку училиште, слободен упис, работни организации. За 14-дневно летовање во одморалиштето Мите Богаевски изнесува 720.000 динари. Во таа сума учествува СИЗ за непосредна детска заштита, што е една олеснителна околност за сите родители кои што ги испраќаат децата за летовање во нашите објекти широм Македонија и на море. Во нашите објекти, посебно во одморалиштето Мите Богаевски, секој ден е организиран од страна на воспитниот персонал и инструкторите кои што доаѓаат со самите летовалци од Скопје. Така да од 7 часот наутро се до 22:00 со нивното легнување денот е организиран. Воспитниот персонал се грижи за културно-забавниот живот во самиот објект, надвор од објектот, за запознавање исто со Преспа и околината, прошетки, посети и така натака. А исто така, тука треба да се одбележи
посебното задолжување и карактерот на работата на самите инструктори кои што вложуваат максимум напори за изучување првите чекори на пливањето, оние непливачи кои што доаѓаат, се организираат мали турнири во мал фудбал, кошарка, ракомет, трчање. Исто така би одбележал да во ова летовалиште храната е доста калорична и разноврсна. Дневно се сервира 4 пати јадење, така да дете кој што присуствува во нашите летовалишта, организирано од страна на работната организација Младост, не смее да остане гладен. Тоест да сите деца се задоволни и во врска со храната. Посебно би во овој момент истакнал овие летовалишта служат и што ни доаѓаат деца од македонци, албанци, турци, каде што се кова она братството и единството, а посебно и другарството кој што Скопје продолжува и понатак. Автокампот Крани се наоѓа на источниот брег на Преспанското езеро, под планината Пелистир. Огромен автокамп со голем простор за кампирање, околу 2000 кампери, 32 бунгалови, модерен ресторан со самопослуга продавница за трговски стоки, диско клуб, детски игралишта, модерни санитарни простори за камперите со топла и ладна вода, простори за готвење, пеглање, фурни, заеднички перални во санитарите и така натаму. Исто така, автокампот располага и со голем број на чамци кои се издаваат во сезоната. Постои можности за лов и риболов по блиските планини и низ езерото. Работи спортската школа Камп Крани 85-та. Тука се сите клубови од Македонија, од кошарка, одбојка, карате, борење и така натаму. Престојуваат уште неколку дена, после тоа ги чекуваме првата смена. Капацитетите се пополнети, фактички продадени до 15 август. После 15 август имаме најавени исто така спортски екипи на припреми до септември некаде, така да со тоа фактички ја продолжуваме и туристичката сезона. Цените за оваа туристичка сезона се ноќевање во бунгалов, тоа значи закуп на бунгалови 4 кревети е 2000 динари. Пансионот во бунгаловите изнесува 1450 динари, а камперските такси изнесуваат плац за шатор 80 динари, плац за приколка 120 динари, такса за по особа за кампирање 60 динари, за деца 40 динари, приклучок на струја 80 динари и изнајмување на касет фрижидери за камперите 50 динари. Па нашите планови се свртени кон тоа да гостите се задоволни, да бидат стални гости и да се прошируваме понатаму, да уредуваме се она што не е досега сторено во објектот, така да нашите гости бидат задоволни и фактички бидат стални гости. Што се однесува за работата ние приватните гостители кои сме во улога на туризмот во нашата општина, работиме доста, но премногу сме оптеретени и со доста давачки. Покрај тоа ние запослуваме овдека и одреден број на наши работници кои што работат кај нас
Односно, имаме луѓе кои што својата екзистенција ја бараат преку својата работа, како што е нормално, мислам, во секој по својата струка. Во оваа гранка во Преспа, ние скоро голем број од нив, нашите работници во Преспа се скоро сите со високо стручни кадар, а и доста успешно работиме со нив. На ниво на општината Ресен, малото стопанство во последниве години бележи еден развој. Но јас како гостител можам да кажам дека одредени занајди во нашата општина изумираат. Можда гостителството во последните години бележи еден развој, но мислам дека тој развој се должи на самоинициативноста на поединци. На ниво на општината досега многу ретко се разговарало на овој план. Мислам, ако сакаме ние да развиеме за нечисто, кај нас први ми требало да видиме што е потребно за граѓаните кои живеат на нашата општина, односно гостите кои доаѓаат во Преспа. На крај да завршам ова моја изјава со зборите дека без потење и работа нема леп, но и без организирана работа нема поголем успех, односно развој на малото стопанство во општината.